гледав како се создава во просторите на филозофскиот факултет кај нас. И сега, значи, просто човек вака се мисли, окей, ова е завршено дело, веќе не може ништо да му се додаде, не може да се укрепи никако. Значи, се мислев што да зборувам и дали ќе имам време да говорам за тоа и да биде сватливо во онаа смисла во кој што јас мислам дека треба да биде поставено. И ќе се обидам многу накратко и ќе оставам простор за прашање за нешто што ме засега повеќе како философ. Може би во овој момент како философ, не како човек што се занимава со музика. И да, делува чудно, македонска музичка епистема. Као некаков вкус осврт кон иднината. Тоа е осврт кон минатото, не е осврт кон иднината. И сега, всушност, имам две тврдења. Констатација некаков на позитивитет и прашање за иднината на тој позитивитет. И две пропозиции, всушност, сакам да ги споделам. Именно, јас тврдам дека постои македонска музичка епистема, ја нарекувам баш така, македонска музичка епистема. И второто тврдење, проблемот на футуристичкиот диспозитив, конкретно таа епистема, ќе има функција и действие во иднината во рамките на светскиот музички дух. Значи, тоа е некаков тип на провокација. И сега ќе видиме дали овие тврдења може да се заснуваат. Значи, зошто го користам овој поимот Фуко? И тоа во рамки на музика во кој што не сум сигурен дали Фуко би можел да го користи или дали би се согласил. Значи, тоа е значењето, знаење, наука, наспроти, техне, вештина или умење. И сега тоа е систем од на разбирањето. И во овој случај го употребувам за да опишам одреден систем на музичка кохеренција и единство. И го користам поимот епистеме за да го избегнам поимот логос што го користи Душко Димитровски, бидејќи во многу нешта овие мои идеи се некаква философска екстензија на тоа што тој го пишува во една Значи тој го користи поимот логос, ми се чини дека поимот логос е натопен со таа метафизичка и поетска содржина на можна некаква транстемпоралност и дефинитивност. Значи, сметам дека тој поим што го користи Душко не е најсоодветен, но го користи тој поимот јазик, кој што може да се користи во некаква аналошка носимост, во смисла на некаква аналогија. Овој поим на Фуко сметам е одлично затоа што упатува на само временита натрупувачка онтологија на една конкретна музичка традиција. Именно во време се натрупува некаква кохеренција од музички фрази, системи, подсистеми, ритмички образци, врски помеѓу тоновите. Значи, и на тој начин музичка епистема е сума од музички фрази, секвенции, тонски низи, тонски содржини, помали и поголеми мелодиски и ритмички целини, кои низ една диахронична историска перспектива, значи во време настанува. Затоа она логос метафизички ми се чини премногу питагорејски, као да има некаква посебна македонска суштина, некаква замровштина, најлош вид. Значи, воопшто не станува збори за тоа. Значи, зборуваме за чисто историско настанување. Може ли поинеку да биде? Може ли да ги нема македонците и да ја нема оваа конкретна музичка епистема, да има некоја друга? Значи, пополно историски проецира. Значи, во таква една диахронична таа сума на музичка кохеренција, значи, низ една диахронична историска перспектива, таа сума се создавала, натрупувала, фрази се натрупувале, варирале одредени музички образци и начали и се сооднесувале, создавајќи една синхрониска огромна машина, поредок на музичкото битие, мрежа од формални
истоветности, тематски континуитети и дисконтинуитети, на дијалектичките спротивставености и поместувања внатре овие историски натрупувања, и како таква, таа музичка епистема представува заокружено, позитивно дадено, што го условува сето понатамошно музичко мислење и развој на една територија. Значи, тоа би било една музичка епистема. И такви постојат многу. Значи, постои еден плурализам на музички епистеми. Не постои само една музичка епистема. Од проста причина, кога настанува нешто историски, не може никогаш метафизички да се заокружи, инаку би влегле во сферата на Хегеловиот дух, именно дека се е дел од еден апсолутен дух. Сега овој огромен празен лик кој го условува сето музичко појавување како систем на конхеренција. И всушност тоа осигурува некаква функција, конкретен, објективен дух на одреден народ, што исто така историски се формира. Значи, не го формира народот, бидејќи ја сваќа својата иманентна метафизичка транстемпорална суштина, па формира своја музичка епистема. Значи, тоа е некаков тип на национална школа, ја не зборувам за тоа. Значи, потполно ирелевантно. Дали имале идеја за национална школа или не, овие немале идеја за национална школа, која се создава, која се натрупувале фразите. Значи, во некој село таму, некој свирач немал идеја за општа национална школа, туку едноставно само действувал и ја изразувал конкретната музичка епистема што го условувала трансцендентално неговото музичко мислење. И сега, тоа е она што Фуко го нарекува историско априори. Во смисла настанало во историјата и не е априорно во смисла дека го условува она што доаѓа, именно го условува искуството, а инаку е создадено историски. Не е во нас смисла трансцендентално нешто што е како некаква структура вечна. Значи не постои, музичките епистеми немаат вечна структура. Значи настануваат во време, тоа е целата идеја. Значи таа се раѓа во самото настанување, постанува епистема. Креативно несвесно, затоа што таа кохеренција не е производ на произволна субјективност од некаква издвоена историска низа, туку функционира според инхерентни правила, функционира на некој начин како јазик. И таквата музичка епистема представува некакво знање, искуство, конкретно познание на самиот музички логос, логосот на самиот принцип на музиката, но во ипостасиран конкретно, во една култура и во одреден миг постои само, вели Фуко, една епистема која ги дефинира условите на настанокот на едно знаење. Значи, одредени правила кои за одредено раздобје и за некоја општествена, економска, географска област ги формираат условите, како што вели тој, за вршење исказна функција. Јас велам, во случајот на музичката епистема, всушност не се тоа условите за вршење на исказна функција, туку се услови за вршење музичка функција. И таква музичката епистема е поле на распрснување на настанувањето, но може и целосно да се затвори и да остане само локално релевантна музичка епистема. Во историјата на светот има многу такви само локално релевантни музички епистеми, кои немаат значење за светската музика. И сега, тврдењето е настануваат такви историски епистеми. Дали има хиерархија? Не би можело да има хиерархија, затоа што има историско априори кој што ги формира на одредени делови од светот и ако тврдиш дека има хиерархија, би го нарушил начелото на плурализам, што ги раѓа како епистеми. И сега, ако ги разбереме како некакви историски натрупувања во одреден временски период, до нивно целосно заокружување во некакво музичко епистемичко поле на структура која понатаму треба да генерира бескрајни исцрпување на потенциите на конкретната епистема во време. Значи во време. Не би требало да запре никогаш музичката епистема на една територија, на една заедница, туку би требало и понатаму да генерира некакви си споеви и да ги остварува своите потенции само и во време, значи елаборирани во време. Сега, подвалата што е? Метафизичката подвала.
која што живееме. Именно, дека можеме да заклучиме, ако го гледаме историски се тоа како настанува. Значи, можеме да заклучиме дека ниедна музичка епистема не може да се наметне како единствена, бидејќи би се нарушил онтолошкиот праизблик, именно дека е плуралистичка онтологија на епистемите. Како плуралистичка онтологија, ти наеднаш го фалсификуваш моментот на почетокот и тврдиш дека нема туку има една музичка епистема и тоа е западната музика. Именно само едната музичка епистема. Значи, тој што тоа го тврди, дека една музичка епистема може да се наметне како единствена, подвалува низ аналитички ракурси. Политичкото стреми кон помирување на сите диференци, разлики во една, да кажеме, добиена, произведена индиференца, помирување, исклучување на разликата, говор на еден јазик, вера во еден Бог, вера во еден владател. И тој елементот на историјата што сака да ги укине сите диференцирања во доменот на политичкото, целата идеја е да се укинат диференцирања. Но правото почива не на разликите, туку на оно што е општо. Но нема исклучок таму. Значи, само оно што може да се кодира како нешто општо што важи за сите луѓе, тоа може само да се кодира. Оно што важи само за мене е во сферата на приватност. Но во уметноста нема ништо друго, тоа луѓе не го сваќаат никако, дека таму само имаш потреба од диференцирање, тоа е Киркегор. Кај него само во уметноста и во религијата имаш диференцирање. Али нас не ни интересира религијата, не интересира уметноста. Таму всушност е битна диференцата. Не она што ме унифицира, туку она што прави да се диференцирам. Именно дали е тоа субјективно или е нешто објективно историско априорно. Во овој случај некаква музичка епистема, која рековме историско натрупување во време. Сега, другата подвала, другиот заклучок е дека воопшто не постојат такви музички епистеми. Значи, нема ништо, тоа е светска некоја музика, абстрактна, споена целата. Не е споена. Не може да биде споена, бидејќи има историски е определено. Не е тоа сите музики водат кон некоја општа ноетичка музика. Која е таа ноетичка музика? Ја тоа би ги прашал питагореците. Ја слушаш ли таа музика воопшто? Како звучи таа музика? Ама таа се дофаќа со умот. Каква е? Значи, односот на квинта е окей, го сваќаш ти математички како е, ама дај да го чувам во конкретна ипостас како звучи квинтата. Како звучи кај македонците квинтата или како звучи во класичната музика квинта? Што подразбираат по тој интервал? Или како го ипостазираат? И сега, тоа негирање на диференцирани постоења, имаме враќање назад во предисториското, кон некаква абстрактна неодреденост на музичкото мислење. И на тој начин се отвора повторно простор една или две споени повеќе епистеми да го одредуваат сето музичко мислење и да ја укинуваат диференцата што историски се натрупувала како исполнување на човечкиот дух со што повеќе одредби. Аналогијата со јазикот може да збуни, нели? Но сосема е друго во сферата на науката и во сферата на јазикот. Добро е англискиот јазик или било кој јазик во одредени временски периоди да се наметне како заеднички за сите, затоа што е пожелно, иако не е совршено. Оте е потребно светот да комуницира за администрација, во самата наука, во единственото научно поимање, и таму треба да се разбере самиот апсолутен дух во форма на поим, она што е општо да се согледа како универзално важечко. Но се заборава токму тоа, дека уметноста воопшто нема таква цел. Ако во неја се бара унификација, всушност таа се укинува како уметност. Во уметност е битно токму она што диференцира, она што е субјективно, се одредува како битие кој настанува како локален дух, дух во кој индивидуата се објективира како таква, притоа користејќи објективна епистема. Значи, индивидуа која се објективира, че таа не може да го направи тоа во сферата на приватноста, не постои приватен јазик. Че може ако сте малку шлакнат, па немате никаква комуникација, создадете приватен јазик.
така зборите и така мислите, никој не ве разбира. Значи, очигледно е потребна некоја објективност во која што како субјективен дух би се манифестирала. Тоа во уметноста го даваат, во конкретно во музиката, ги даваат овие музички епистеми. И сега, од друга страна, не се сите музички епистеми во одреден светски период релевантни. Значи, може еден народ да формира сума од натрупани традиционални музички идиоми, од етносите што се синтетизирале во народот низ историски прилик. Потоа тој народ може да е дел од велики империи, кај кој што сушност основата е култната музика, главно религиска, која што се одвоила од плебската музика. Значи тоа се две линии што во историјата се случувале, кади да свртите. Постои една култна класична музика која што е главно врзана со религискиот култ и постои плебска народна музика. Тие се во некаква комуникација цело време во историјата. И најчесто се одвоени и полека се спојуваат. И тоа се случува, ќе ви дам пример, за да не се зборуваме само апстрактно. Значи, оттаму народите натрупувале некакви споеви во тие кохеренци музички на традиционална и култна музика, која потоа се ослободувала главно на западот од тој религиски чадор. Во отоманската класика, таа култна класична музика се ослободила од религискиот, да кажем, контекст, крај на 19 и реално 20 век. Сега во македонската музика, елементите која создаваа таа кохеренца, сушност ги спомнаа Душко Димитровски. Значи, тоа е култната црковна и отоманска музика, која што е на некој начин спој, и сме биле дел од тоа и сме ги познавале многу добро. Или делумно, плевсот во селата сигурно не познал Хиџаз Макам, или како треба да вториот тетехор во Хиџаз Макам како треба да изгледа. Дека е долу хроматски, горе е диатонски. Не му било јасно, може го пеел тоа, но не му било јасно. Значи, не бил учен во тоа. Значи, ја имаме култната црковна музика, како што всушност Бах е црковен композитор. Тоа луѓе никош не ни го кажувале. Че мислиш дека кога си седи најнормално си пишал музика. Не, пишал црковна музика, свирал на орган. Сметал дека оваа музика што се случува по кафани е плебска музика, дека тоа е небитна музика, дека само музиката во слава на Бога е вредна музика за компонирање. Че тоа било црковна музика. Предходно италијанските композитори. Значи, Телеман, значи тоа биле црковни композитори. Значи, создавале култна музика, која што имала своји законитости како се создавала. Сега, кај нас, тоа е тоа. Тоа е таа класика на византиската музика и двете гранки на традиционалната музика, изворниот фолклор и сушност чалгијата, која во себе самата е спој. И затоа мислам дека во нашата кохеренција, во нашата музичка епистема, веќе има споеви и тоа ми дава за право, освен други некои аргументи, да тврдам дека тоа треба да биде музичка епистема која што треба да помести многу нешта во 21 век. Сега ќе видиме, ќе го довршам сега, не сакам да ве заморам многу. Значи не знам дали ќе можам ова да го изложам, бидејќи бара да не бидам конфузен, затоа и напишав вака за да не се расплиниме премногу. Значи, и не ја нарекувам македонска затоа што упатувам на некаква суштина. Туку баш именување, ова е клупа. Значи, она што се натрупало овде, во такво некакво музичко единство, во некакви споеви, значи, тоа го нарекувам со некакво име, измислувам име, македонска музичка епистема. Значи, просто е неверојатно како човек не може да го именува оно што го стекнува, што го среќава, таму кај што се раѓа случајно. Значи, може човек да се роди како норвежанец, но ете не сме се родили. Плюс ја немам никаква врска, ја веројатно имам и грчко, и влашко, и ромско потекло. Може да не сум и македонец. Али чисто ме интересира, као човек што паднал од Марс. Доаѓам и среќам и истражувам што создале народите, луѓето, заедниците. И доаѓам на едно тло и наоѓам, дај да видам што овој конкретен народ, што историски се формирал, што има како натрупана музичка епистема. Ја гледам и ја споредувам, ја истражувам. И сваќам дека е неверојатно субстанцијална,
И има некои моменти кај неа што упатуваат на тоа да заклучам дека би требало да се развие во целиот свој потенцијал, именно да се заокруши како музичка песна. И затоа само ја одредувам. Од е потребна заедница, нели, за да и тоа ќе го покажам директно сега со идејата за дали може една музичка епистема да стане универзална. Очигледно во односот на западната музика, во однос на оние народи чија што музичка епистема се развила до сите своји потенцијали во определени историски периоди. Германската музика се развила од тој период од барокот кон класицизмот и романтизмот со Малер. И тука се изразила во цела своја полнота, као да тоа било времето во кое што самата кохеренција најдобро ја изразува сета своја потенција. И после нормално, во 20. век, што ќе прават германците? Па деконструкција, Берлинска електронска школа и Крафтверк. Што ќе правиш после овие? После Малер, од Бах до Малер. Што може да правиш до Вагнер? И тука е завршено све. Иранците имаат неверојатна класична музика, но е затворена во самата себе. И е завршена приказна. Како музичка епистема. Не знам дали ќе има влијание во светот. Исто така индиската, гениална музика. Но мистично затворена самата во себе. Значи, тоа е проблемот со одредени музички епистеми, зашто не се наметнува во светската музика. Сега, тоа како да кажам, доволно е да ги пратите Бах. Значи ги познал неверојатно музичките традиции на Северна и Јужна Германија, Италија и Француска, бидејќи тоа бил еден култен музички јазик кој ги покривал италијаните и французите. И како што иде кон 19 век, основите на култната музика се спојуваат со она што се нарекува романтизам, именно свртеноста кон народната музика. И всушност музичките епистеми така се натрупуваат, ги спојуваат сите, да кажеме, дивергентни натрупувања музички во времето. Значи од култната музика па се до она што може да се нарече народна музика. И да видите после како оди, нели, Хајден пеел во црковен хор и потоа се вртал кон народната музика, мотиви што ги слушал како дете. Исто велот Бетовен, исто одам на радост, дека е песна чујна додека не углувал во младоста до 30 на години. Ја чул на некој панаѓор тамо, наједноставна мелодија. И дека всушност ритмички се изразил повеќе и не барал онака игра од всушност од акордите во рамки на оној начин на компонирање на кој што тоа го направил. Значи Бетовен во однос на како компонирал Бах. Значи буквално као сите потенцијали на една музичка песна да треба да се изразат во едно време. Која ќе се тука се русите неверојатно изразени. Ја ги кажувам сите оние народи кои што низ својата музичка песна успеале докрај да се реализираат музички. Значи, италијаните исто. Повторно, на крајот секој завршува на враќањето на култната музика кон традиционалните идиоми, па дури кај еден Стравински во првиот период. После доаѓа деконструкцијата, нормално. После секоја реализација мора да дојде до деконструкција. И сега, директен доказ за моите тврдење 20. век. Именно кога ги земете рокот и джезот, че кон најбитни правци, кој што целосно ја покрија, да кажеме, таа условно западна и англосаксонска музика. И кога ќе земете, джезот има корени, значи рокот директно корени во блузот и ректајм. И станува доминантен стил на американската джезот, всушност, на американската традиционална и поп музика. Самиот велат дека е спој на црнечки идиоми, бидејќи главно е тоа Западна Африка. Од базенот на Конго се носени во Америка. И во Нью Орлеанс, всушност, тие црнци робови, кои што го знаеле својот музички јазик и играле, танцувале тука, и во исто време ги имате креолците французи, пред да дојдат англосаксонците, и ги носат оние бендови. Оние
на стадиони се уште. И тука се така настанува таа епистема, као спој на две. И буквално можете да видите африкански традиционални едноставни мелодии со одговор и прашање, патерн одговор и прашање. Во јазикот, исто и во музиката. Контраметричка структура во ритмот, она свинг што го викаат, црнечки свинг. Значи, буквално као спои и противречност. Главно култните музики се биле стално во колизија со народната музика. Значи, во византиските композитори, ако напишале нешто дворско, а при тоа асоцира на нешто народно, викале вулгарон. Полиелеј вулгарен. Во смисла не грчки, не ромејски, не класичен. Значи, кога да има колизија, за да се случи во 19 и 20 век спојување на тоа натрупување на дивергентни правци во една когеренција. И сега, го дефинираат како уметничка музика джезот кој се формира во Америка низ конфронтација на американските афроамерикански со европската музика. Затоа што има и во однос на европската музика се дистанцира затоа што има специјален однос кон времето, дефинирано именно како свинг. И сега ќе најдете, значи, да не навлегуваме во ќе ни одземе многу време. Значи, така што она што се случува, ако го гледате буквално Елвис Пресли, значи некој ќе каже, значи човекот слушал, тоа е страшно, само видите што слушал, значи најочајна хилбили реднек музика, кантри, селска, значи најселска што може. Коренот именно и на ново компонираната кантри музика сега во Америка. Значи има доволно луѓе што се сакаат тоа да го слушаат. Али во исто време, преку Елвис Пресли, кај што има спој на блузот со сушност кантри музика. Кај него тоа се случува. Значи, чујте ги песните, чујте ги тие познати кај Били Робертс, Hey Joe на Хендрикс, ја има кај Били Робертс директно. Артур Крудуп ја пее таа That's All Right Mama, што по кој што станува познат Елвис Пресли, мислел дека е црнецот, е блуз. Значи, на една територија се натрупуваат музички епистеми, значи африканците се отсечени од својата епистема и нивната епистема ставена во сосема друг контекст. Да противречи, да се бори, да страда за да дојде до слобода и полека почва да се спојува се. Джезот ја формира таа поп култура. А подоцна низ кантри музиката и низ блузот, она што е условно селско. Најселско што може, немате појма какви се тие песни. Каубојски. Тоа е основата на рок-н-ролот. Рок-н-ролот е најнормално продолжување и создавање, правење музичка епистема врз база на апсолутно фолклорни елементи. И сега како се случи тоа? Ако свирите рок-н-рол, да свирите современа музика, а ако свирите музика која што се базира на друга музичка епистема, да свирите етно. Бидејќи тоа се случува. Кога се појавува Анастасија, луѓе не викаат, тоа е апсолутно премина сосема нова форма музичка. Тогаш нема етно. Тоа е разликата. Затоа што од ова би требало да има најнормално продолжение како што се случува тоа во Америка. И како што тоа подоцна влие на англосаксонците, кои што во својата музика никогаш не беа оригинални, се до појавата на Битлз. Значи има прилика да слушам ирска народна песна пред 30 години. Да ми ја свират со гитари, ми ја свират со виолини. Тоа звучи као јуто да ги слушам буквално. И викам, човек, не ме зафркавај, ова е рок-н-рол. Ти ми ја продаш ко народна музика, има шанси ова да е народна музика. И тоаш нормално немаше се уште мејл. Ние дечишта, јас, брат ми и Смилен од Сафна или свириме тамбура као или тапан. И рецот ми вика, не ќе ти испратам нотен запис од пред 200 години во околина на Даблин како народна музика, свирена од конкретен човек.
И всушност сакаш дека таму си има најнормален континуитет. Туку само една музичка епистема, која што е главно спој, станува нешто битно. Во случајот на англосаксонците, тоа може да е политички. Ја наметнуваат, како што наметнуваат се. Но во основата не е само политички, бидејќи во таа музичка епистема е родена од еден снажен и гениален спој. Затоа рок-н-ролот е толку доминантен, затоа таа современа поп култура која што доаѓа од англо-американскиот дел, да кажеме, условно, е толку доминантна епистема, спој на англосаксонски, ирски, афроамерикански музички идиоми. И се случи спој. И 20-тиот век е всушност векот на афроамериканците. Практично ја дадоа цела музика. И во исто време на она што од таа рок-н-рол сцена, што всушност синтеза што се случи со Елвис Пресли, се префрли на англиското тло и во империјата се создадоа гениални бендови од Битлси па се до Radiohead. Значи кој го направија сето тоа што, да кажам, ја остварија таа музичка епистема до крај. И сега, значи тоа е сега се враќам на она што го поставив. Значи тука би сакал да завршам. Значи апсолутна незатвореност. Значи прашањето на оваа музичка епистема е 21-виот век. Значи јас сметам дека се работи за битна музичка фаза на човечкиот дух и тоа ви кажам како марксист, како човек што не е македонец. Ви кажам, веројатно имам грчка потек. Просто јас сум единствениот грч што ја брани македонската кауза во музиката. Веројатно и ромска. Треба да доистражувам до таму, до кај може да се оди. И сега, таа музичка епистема, јас сметам дека е битна за целиот свет и дека мислам дека во 21 век ќе биде многу битна. Оно што не ја познава, нема да може да ми противречи. Оти како ќе тоа кога да кажете, кога да дојде некој од човек што никош во живот не видел компјутер и да ти тврди за компјутерот што дејство има и што функции има, а воопшто не го познава. Јас ја познавам со овие 30 години истражување и на изворната музика, и на чалгијата, и на византиската музика, како три елементи. И таа кохеренција, таа музичка епистема за мене е неверојатно битна. Една од 10 најдобри музики. Значи просто на народ кој што бил гонет само низ тоа да се изрази. Слободата е имал само таму. Некој бил апсолутно анархистичен. Сега, значи завршувам. И ми се чини дека ако тоа не се случи, ќе мора да влезе, и затоа велам има наслутување. 100 Window од Massive Attack е 5 години после Ноктурнал од Анастасија. Чи истите работи ги има. Значи имате нарушување на тонален центар. Немате класична хармонија, напуштање на дури мол, и тоа е веќе направено и во класичната музика, бидејќи класичната музика е некаква деконструкција. Го имате во Black Star на Дейвид Боуи. Значи тоа е една феноменална песна. Во класичната музика имате таква деконструкција, нели, Шенберг, Штокхаузен, Стравински. Као нашата, самата наша музичка епистема да не може да се изрази во дури мол. Затоа ми се чини дека 21 век е основа и некако медиум кај што може тоа да се изрази. И тука ги слушам и ту. Таа игра со нерамноделните ритмови, полиритмијата, која што не е афричка, но не е од джезерите, не е свинг, тука е сосема друга, макар и церебрална. Значи, Владимир Ѓуровиќ, голем фан на Тул, него не му се свига новиот албум, смета дека е албум на гитаристот, веројатно е во право. Но ме интересира како феномен. Веќе слушаш источни модуси, веќе тие модуси се случуваат и во модалниот джез. Значи, као да е втората половина на 20-тиот век е најава за оно што треба да се случи од 21 век. И сега, тоа наслутување и поместување ќе се случи секако. Значи, они го наслутува дека треба да дојде новата музичка епистема од друго место.
И сега, не може да се избегне новото. И затоа епистема не е нешто што се наследува, не е генетика. Биде нема потреба, Владко Стефановски, нема потреба да учам ја тоа, го имам во генот. Немаш ништо во генот. Значи треба да се учи баш како епистема. И сега, дали историски ние сме на тоа ниво? Како народ, дали нашите композитори се свесни за тоа? Или сме премногу згазени историски, па нема да се случи тоа? Или дали, да кажам, валидната музичка епистема, владеачката епистема ќе дозволи друга епистема да ја истисне? По мој мислење нема тоа да се случи, туку само како некаква нашата епистема како некаква машина што се закачува на флуксот на таа бревтачка империјална машина на западната музика. Значи, можеме не да ја стиснеме, туку да се вклучиме во таа епистема како некаква силна, автентична, голфска струја во еден океан. Затоа што самата таа епистема содржи споеви. Значи, од византиската преку отоманската, чалгијата, самата кохеренција е отворена, има пукнатини. Имаме од истокот, но сме свртени кон субјективното и кон анархистичното, што доаѓа од запад. Не е тешко да најдете, освен кај суфиите, кај дервишите на Хиза. Не е тешко, тој е затворен свет. Ова се отвора кон тој и ние сме буквално на она што би требало да биде некакво случување од 21. век. Значи, да, тоа би било скица моја. На крајот од криштата, во рамките на идеалитетот може човек да извлече консеквенца. Не мора да значи дека тоа ќе се случи. Јас сметам дека ако не го направиме ние, значи, едноставно, ќе го наслутуват и ќе го направат на сосема друг начин. Како што тоа се случува во Тул, како што има во некои моменти на Мансиф Атак, иако не го слушале Ноктурно. Не верувам дека го слушале. Значи, ете, тука би завршиле.